Тоа кој ќе ми кажете мјау, мицко мјау, треба да го сватам као навреда нешто? Дај кажете ако треба да го сватам као навреда, да се понашам ко навреден. Нешто онака ко фраериве скопски што се прават големи бизнисмени овона и малце женска нешто ке им подметне онака, нешто ке им стаи некој тонч и одма тука паѓаат хистерија, егото, онака балон им се прави. Јајца вако зрна од чија, али егово балон. Е така, ако мислите дека ќе ме навредите нешто со тоа, малце сте се заебале. Знаете шо? Да ви кажам нешто многу важно. ВМРО ДПМНЕ ќе ја оправи држава, ќе ја направи многу боја него што беше кога ние квислинзине од СДС владеја со неа. На што го должам овој оптимизам? Го должам на тоа дека навистина од тоа на каде што бевме, мислам дека, знаеш, ние секојаш сме допирале некоја, секојаш за нас имало некоја дупло дно. Ама мислам дека после она владење на СДС дека сите можни дна ги допревме. Така што верувам дека ќе се извлечеме од срањава, ќе иде тешко. Значи не може, како викаат, еден будала што ќе расипе, после тоа 1000 паметни не може да поправат и не може да поправат преку ноќ, што е уште пострашно. Иначе да се поправаат такви штети преку ноќ, сите ќе бевме водоинсталатери. Како да ви кажам. Не се. Вечер ќе ви го пратам линкот од мојот нов подкаст преку Тасевски. Нова епизода, овој пат одев без гостин. Тоест прв пат во живот правев едиторијал, го викаат тоа, онака сам против сите, кога се обраќаш сам на цела јавност. Ковака што си правам на Facebook, само тука највише 23-4 минути имам ово зборено клипче, а сега тоа трае 50 минути. Мислам баш така дадов еден коментар на најактуелните случувања последниве месец дена во светот и кај нас, со особен осврт на оваа студенткава докторка со 5 положени испити на медицински факултет, што лечела луѓе, и имам така некои анализи за председателскава кампања и победата на Трамп, за ситуацијата после победата на Трамп, каква би била во Европа, во Украина, за ситуацијата во појасот Газа и во Либан и во Западниот брег, и за една компарација што направив за преточување на тој брутален наратив од овие воени жаришта веќе на спортските терени ширум Европа, нешто слично што се случуваше пред распадот и пред граѓанската војна во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, кога тие подземни демони, струи, сили, како сакате кажете, ги ултранационалистички, реакционистички, одеднаш некој со многу пари ги извади на површина и прв терен кај што ги испроба како делуваат пред да го вклучи копчето за братоубиствената војна, беа спортските терени ширум тогашна Југославија, што сето тоа кулминираше со онаа брутална тепачка меѓу навивачите на Динамо и Црвена звезда на стадионот Максимир во Загреб 91 година, мислам дека беше тоа. И практично таа војна на некој начин таа масовна тепачка на трибините и на стадионот и на самиот фудбалски терен фактички на символичен начин го објави почетокот на граѓанската војна во Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Ќе ви пратам линк, сакав чисто и ми беше важно да направам еден таков едиторијал, да се проверам дали можам без да читам во идиот камери, пошто идиот да чита во идиот, не иде. Знаеш, ама сакав баш да се проверам дали можам онака без нигде да читам, без ништо да напишам, да импровизирам 50 минути да зборам без престан на теми кои што
го обележиле месецов и на некој начин имаат некое влијание или би имале некое влијание во иднина, не само кај нас овде, туку и на целата планета, целото човештво, нели? Така што се гледаме, линкот ќе ви го испратам, ми беше драго што се слушникме се вајле. Мјау, мјау, Мицко, мјау. Будали едни неопеани.